Во петок ќе се одржи изборна конференција на општинската организација на СДСМ во Куманово. Деталите ги имаме вечерва од новиот председател Александар Арсиќ. Добар ден и благодарам што одвоивте време за гостување во Дневникот на Телевизија Плюс. Добар ден, благодарам што ме поканивте. Еве, денеска ќе се обидеме да дадеме повеќе одговори на сите ваши прашања што ќе ги имате за ова вечер. Така, ја добивте довербата од највисокото партиско раководство, сега и официјално ќе ја барате од делегатите на конференцијата. Така, ја добив довербата, ја добив честа, но добив и огромна одговорност да ја предводам најголемата општинска организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на 30 годишниот бастион на СДСМ, но исто така да бидам председател и на најголемите и на неупорните социјалдемократи. Во петок на 12 мај, во 19 часот, во големата сала на зградата на Општествено-политички организации или во Куманово позната како комитет, ќе се одржи ова конференција, но и потикнат од желбата за понатамошно развивање на социјалдемократската идеја, ќе продолжам и ќе направам све да го преземам ова водство и да го трасираме патот на успехот и понатамошните победи. Сите работи во животот што сум ги правил со голем ентузијазам, многу професионално однесување, така ќе биде овој пат. Сум имал повеќе политички и општествени функции. Сум бил член на извршен одбор, 2 пати на Централниот одбор, исто така сум бил координатор на изборна единица двојка, шеф на изборна единица двојка, но исто така сум бил како општествени функции и во 2 наврати член на Советот на општина Куманово, координатор на советничката група, но и председател на Советот на општина Куманово, извршен директор и така натаму. Ова изборна конференција ни представува резултат, односно сублимат на сите заеднички средби што ги остваривме со нашите членови и кои ги реализиравме, на заедничките согледувања, но исто така на заеднички конципиран план и програма за действување. Ние во СДСМ знаеме и можеме. Предвиден е избор на извршен и надзорен одбор, за какви луѓе се одлучивте? Така, во Социјалдемократскиот сојуз имаме многу квалитетни луѓе, многу големо членство и навистина беше тежок изборот да ги најдеме точно оние луѓе кои ќе одговараат во извршниот и надзорниот одбор. Но, водејќи се од идејата да бидам со луѓе кои ќе ги делат со мене истите вредности, истите цели, сепак морав да се одлучам за одредени кандидати кои пред се големи професионалци во својата работа, докажани наши партиски другари и членови. Исто така луѓе со интегритет, наши сограѓани, луѓе кои ќе креират политиката на Социјалдемократскиот сојуз во наредниот период и луѓе со кои ќе ги трасираме наредните победи. Тоа би кажале во кратко, тука ќе бидат дел од листата ќе бидат лекари, ќе бидат професори, ќе бидат учители, ќе имаме адвокати, директори, ќе имаме студенти, инженери и така натаму, значи од повеќе области ќе бидат офатени од сите краеви на нашата општина, за да можеме што подобро политиките да ги представуваме и пред членството и пред граѓаните, но исто така морам да кажам дека пред се водевме и од статутарните одредби на статутот на Социјалдемократскиот сојуз, каде што моравме да запазиме родова застапеност, каде што имаше 50% на мажи, 50% на жени, но исто така и 1/3 најмалку од младите кои се учинуваат до 32 години. За какви вредности ќе се залагате во наредниот период, кои се идните цели? Така. Социјалдемократската идеологија е дел од мојот идентитет, солидарноста, хуманоста и меѓусебното почитување се главните обележја на кои се темели партијата, нашата партија, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Секојдневно ќе се залагам и јас за секој човек, за неговото достоинство, за негово почитување, за неговите права, за неговите слободи, како едни од највисоките цивилизацијски и демократски определби. Посебно ќе се залагам за развивање на демократијата, еднаквоста меѓу луѓето. Меѓутоа, многу важно е дека ќе се залагам за еднакво општество на сите граѓани.
Тоа е општество со еднакви можности, општество за социјална правда. И во тоа верувам и тоа ќе го работиме во наредниот период. Меѓутоа не можеме да заборавиме дека социјалдемократската идеологија продолжува афирмација на правата и зголемување на шансите на маргинализираните групи и поединци, меѓутоа и развивање на меѓуетничкиот соживот и толеранција. Сега, важно е да напоменеме дека секогаш ќе се залагам, како што сум се залагал и порано, никогаш да не се врати и времето во кое демократијата беше изгубена, слободата на медиумите беше укината, слободата на говорот цензурирана, сите оние кои мислеа на друг начин беа обележувани со црвена боја, студентите тепани, а протестите оневозможувани. По последните локални избори имаше на некој начин отцепување на дел од партиското членство. Дали ќе се залагате во следниот период за обединување, за потекнување на тоа да дојдат нови членови во вашите редови? Така е. Тоа е веќе одамна позната работа. Социјалдемократскиот сојуз е многу демократска партија, секој има право да го изрази своето мислење, својот став и да делува онака како што размислува. Јас ќе кажам што значи тоа СДСМ. СДСМ е партија на централно ниво. СДСМ е партија на власт на централно ниво. СДСМ е партија која има своји градоначалници. На предлог на Социјалдемократскиот сојуз е избран и председателот на државата Стево Пендаровски. Мора да кажеме дека сите оние кои мислат да бидат некој фактор во политичкото действување, мора тоа да го докажат и на избори. Тоа докажување мора да биде на парламентарни избори и на тој начин да се факторизираат и да бидат дел од политичкиот живот од нашава држава. Како една карактеристика и едни резултати, само ќе спомена во претходните изборен циклус, каде што на листата на советници, каде што учествуваат сите партии, СДСМ освои најмногу гласови и освои најмногу советници во Советот на општина Куманово, односно 10 советника. После него беше наше Куманово со 8 советника и ДПМН кој имаше 7 советника. Тоа беше резултатот со што покажува дека СДСМ останува и понатаму најактивната и најсилната политичка структура и партија во нашата општина. Сега, можеме да кажеме дека СДСМ ќе продолжи со несмален интензитет, СДСМ има своја цел која ќе ја постигне и да кажеме дека во овие последни 2-3 недели во кои еве откако ме назначија да го составам извршниот и надзорниот одбор, веќе помина низ просториите на општинската организација повеќе од 1000 наши членови. Тоа беа членови од формирањето на општинската организација, поранешни председатели, секретари, поранешни градоначалници, поранешни пратеници на Социјалдемократскиот сојуз, поранешни советници, исто така директори, па до сегашниве најнови членови. Така да можеме да кажеме дека СДСМ има голем потенцијал, СДСМ е демократска партија, вратите се секогаш отворени, секој оној кој размислува да го продолжи патот во трасирањето на социјалдемократската идеологија, вратите се отворени. Какви се плановите, како ќе ги активирате младите членови и кои се следните активности, дали сте запознаени што работи форумот на жени? Така, секако дека форумот на жени и СДММ, нашата младина, работат активно и се нерастлидлив дел од функционирањето на општинската организација на СДСМ. Тие се нашиот дел и нашата иднина која ќе треба да продолжи со сите активности на кои ние ќе дадеме и огромна поддршка. Заедно со форумот на жените ќе продолжиме со креирање на политиките за родовата еднаквост. Мора да знаеме дека СДСМ беше иницијатор и прва политичка партија каде што жените ги вклучи со рамноправен удел, односно 50% во сите тела и органи на партијата, потоа на листите на самите избори кога излегува, меѓутоа и во функционирање на и извршната власт во самата држава. Во понатамошниот период ќе се заложуваме исто така за заштита на правата на жената, положбата на жената во општеството и ќе ги преземеме сите мерки да ги подобриме мерките, односно жените да имат подобро удел и подобро да го добијат своето место во општеството. Што се однесува до СДММ, односно Социјалдемократската младина, тоа е нашата иднина и тоа е нашиот подмладок. Сигурно дека ќе ги афирмираме идејните основи и вредносни критериуми на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа ќе дадеме голема поддршка на сите оние идеи кои ќе значат развој во науката, во образованието, во спортот и во културата.
Сигурно дека ќе учествуваме заедно со овие две наши партиски тела и во сите активности, во сите трибини, во сите еколошки акции, во сите хуманитарни акции, во сите спортски натпревари, сето оно што ќе биде организирано во идниот период, како што го организиравме и во минатиот период. Какви се плановите со теренските активности кои на централно ниво веќе се активирани и како планирате да го активирате општинскиот комитет тука во Куманово? Така, веќе има повеќе акции од Централното партиско раководство. Меѓутоа, и со изборот на извршниот и надзорен одбор и ние како општинска организација ќе се приклучиме на сите овие акции. Ова акција што сега се одвива на централно ниво се вика рамо до победа со граѓаните. Ќе објасниме што значи тоа. Меѓутоа, прво да ги кажам нашите позиции на кој начин ќе се развива работата во општинската организација. Во општинската организација сакаме да го смениме пристапот и да ја вратиме политиката точно помеѓу членството, односно во местните одбори, каде што ќе ги јакнеме позициите на секој наш член. Ќе ги зајакнеме, ќе дадеме сила на секој член, ќе дадеме сила на негово одлучување, меѓутоа ќе бараме и одговорност од работата на сите членови. Ќе ги појачаме, ќе ги овозможиме врските помеѓу извршниот одбор и местните одбори, меѓутоа така ќе и средбите кои ќе ги реализираме, ќе мора да ги направиме да бидат тематизирани, односно да имаат точно одредена цел и програма. Сега, што значи тоа понатаму и на кој начин ќе се одвиват теренските активности со Централното партиско раководство, ќе одиме со граѓаните за да можеме да кажеме се она што Социјалдемократскиот сојуз го направил во период изминативе години, меѓутоа и она што ќе го направиме. Морам да потсетам за многу работи за кои сигурно дека сме заборавиле во минатиот период, а тоа е следново. Прво, најважно е што ја вративме слободата, бидејќи бевме едно контролирано општество каде граѓаните беа прислушувани, каде граѓаните беа оценувани, каде што медиумите и судството беше партизирано. Такво општество нема да дозволиме веќе да се врати. Мора да кажеме дека баш предводникот беше Социјалдемократскиот сојуз со сите граѓани кои имаа иста цел и иста визија. Да кажеме некои од економските придобивки на граѓаните, за кои исто така одамна не сме говореле, а луѓето можеби ги заборавиле. Со првото доаѓање на СДСМ се укина радиодифузната такса, која беше 190 денари. Исто така воведовме враќање на дел од данокот на додадена вредност, кој изнесуваше 600 денари на месечно ниво, а сега е зголемена на 700 денари на месечно ниво. Ја вративме ефтината тарифа на струјата, што беше многу важно за буџетот на граѓаните. Денеска владата плаќа над 80% од струјата за граѓаните. Значи, ако едно семејство добие сметка од 2 до 3000 денари, ако не се финансира од државата, таа сметка би била 9 до 10.000 денари. Значи, тоа е еден огромен бенефит кој граѓаните не го чувствуваат, тоест го чувствуваат на својот буџет, меѓутоа не знаат дали тоа е вистинската придобивка или не е вистинската. Меѓутоа, мора да ја кажем дека таа е таква придобивка која е многу важна за буџетот на секој еден граѓанин. Многу важно е дека цело време имавме одредени кризи из државата, меѓутоа мора да кажеме дека многу и успешно се изборивме со тие кризи, односно кризата, ова економска криза со ратот војната која се случи во Украина, ни донесе многу големи проблеми, многу раст на цени, многу голема инфлација и така надвор, што не беше тоа случај само со Република Северна Македонија, тоа е во целиот свет. Меѓутоа, мора да кажем дека успешно се справуваме, ни еден ден не останавме без струја, ни еден ден не останавме без газ, иако позицијата тоа нон-стоп го најавуваше. Одлично се справиме со корона кризата. Значи, едно од најдобрите справувања од сите држави. Мора да кажеме дека социјалната заштита, односно социјалната помош ја качивме, сигурно луѓето заборавиле од 3.500 денари на 11.000 денари. Тоа е 300%. Кога зборувавме уште тогаш 2016 кога правиме таа програма, тогаш сите кажувавме зошто социјална помош да биде 11.000, кога тогаш плата минимална беше 9.000 денари. Како може помош социјална да биде поголема од плата? Меѓутоа беше, се договараме тоа да биде стимулирање, за да може граѓаните да земаат и работодавачи да им дават поголема плата и
минималната плата да ја надмине она плата од 11.000 денари. Се сеќавате, плата тогаш беше 9.000 денари, дури во некои индустрии беше како што е пчеларска, текстилна, кожарска индустрија, каде што беше и 6.000 денари. Денеска платата е 20.150 денари. Тоа е 230% поголемо од колку што била. Да збориме за просечната плата, која на почеток на нашиот мандат беше 22.000 денари, сега е веќе над 34.000 денари, каде што има зголемување од над 55%. Просечната пензија е 13.000 денари на почетокот на мандат, сега просечната пензија е 19.000 денари, што исто така е зголемување од 50%, само за последнава година е 20%, што е рекорд и до сега никогаш не било во нашава држава. Сигурно не знаете и на граѓаните сега ќе им кажеме кои пензионери земале за 4 месеци, ноември и декември минатата година, јануари и февруари, по 1.500 денари, тоа се сите пензионери испод 11.000 денари пенсија. Оние пензионери испод 14.000 денари земале по 750 денари 4 месеци како надокнада од владата за ова криза. Се изградија 80 нови градинки, се реновира над 60 училишта. Сигурно кои сте били овдека во Куманово, земјоделското училиште сега е регионален центар, и има вложено државата 3 милиона евра. Значи, тоа ќе е најсовремено училиште со реновирани 3 згради, со најсовремен лифт во него, најсовремени нагледни средства, меѓутоа и кружен ток кој е посовремен и подобро уреден од кружните текови во центарот на градското подрачје. Мораме да кажеме дека во Куманово се изгради нов ургентен центар и исто така котларите се приспособија на грејење на газ, што во минатото беше еден голем проблем каде што имавме загадување на животната средина. Мора да напоменеме уште неколку проекти кои ни се поголеми, а тоа е дека во Куманово се вложени 120 милиона евра во околината на Куманово, а ќе ви кажам кои се пати што се реновира. Се реновираше патот до Свети Николе, 40 км, се реновираше обиколница во 4 км, се реновираше патот до Крива Паланка, 64 км, патот до Никуштат, патот до Слупчане. Исто така, сега се прават нови патни правци, кои се од некаде од Кратово, делницата на делење на Кратово, од Ранковце, према Крива Паланка и исто така нов патен правец и реновирање кој оди према граничниот премин во ДВ Баир. Се реновираше патот што беше од Старо Нагоричино према Пелинце. Значи, тоа се се патни правци и огромни инвестиции кои не биле правени, еве колку што се сеќаваме, 50 години. Меѓутоа, сега еве дојде време да кажеме за граѓаните, исто така можеме да кажеме дека и студентите добиваат оброк, дека се зголемија стипендиите, учениците кои учат во стручни училишта земат по 3000 денари. Значи, тоа се бенефити од ова влада, меѓутоа, ова ќе го збориме на граѓаните, ќе го збориме овдека пред медиумите и пред сите можни чинители овдека во животот, за да знаеме што е тоа што е направено и што е тоа што ќе го правиме. Ви посакувам успех во работата со Општинскиот комитет и се надевам ќе има прилика пак да се видиме и да поразговараме за некои нови и за некои следни активности. Така, ви благодарам и на вас. Во петок да одржиме први Општинската работна конференција, а потоа за сите наредни активности ќе ви информираме и вас и граѓаните. Ви благодарам за вашето вечерашно гостување. Благодарам.